Чудна случка со кучето во ноќта. Часовникот покажуваше 7 минути по полноќ. Кучето лежеше среде тревникот пред куќата на госпоѓа Ширс. Очите му беа затворени. Изгледаше како да трча свртено настрана, онака како што трчаат кучињата кога мислат дека бркаат некоја мачка во сон. Но кучето ниту трчаше, ниту спиеше. Кучето беше мртво. Он него стрчеше градинарска вила. Шилците на вилата сигурно минале низ кучето и се забоделе во земјата, затоа што вилата стоеше исправен. Заклучив дека кучето најверојатно било убиено со вилата, зашто не можев да видам други рани на него, а не верувам дека некој би забодел вила во кучето ако умрело од некоја друга причина, например рак или ако било прегазено со автомобил. Меѓутоа, не можев да бидам сигурен во врска со. Легов низ портата на госпоѓа Ширс и ја затворив зад себе. Тргнав по нејзиниот тревник и кликнав покрај кучето. Му ја ставив раката на муцката. Се уште беше топла. Кучето се викаше Велингтон и тоа беше на госпоѓа Ширс, која ни беше пријател. Таа живееше на другата страна на улицата, 2 куќи налево. Велингтон беше пудлица. Не една од оние мали пудлици кои имаат фризури, туку голема пудлица. Имаше кадра во црно крзно, но одблизу се гледаше дека кожата под крзното и беше бледо жолтеникава како на кокошка. Само го погали Велингтон и почнав да се прашувам кој го бил и зошто. Се викам Кристофер Френис. Ги знам имињата на сите држави во светот и нивните главни градови, како и сите прости броеви до 7507. Пред 8 години, кога ја запознав Шивон, ми ја покажа оваа слика. И знаев дека ова значи тажен. И токму така се чувствував кога го најдов мртвото куче. Потоа ми ја покажа оваа слика. И знаев дека ова значи среќен, онака како што се чувствувам кога читам за вселенските мисии на Аполо или кога се уште сум буден во 3-4 часот наутро и можам да шетам по улица и да се преправам дека сум единствениот човек на светот. Потоа таа нацрта и некои други слики, но не можев да кажам што значат. И кажав на Шивон да ми нацрта многу вакви лица, а потоа покрај нив да напише што точно значат. Го чував парчето хартија во џебот и го вадев кога не разбирав што зборуваат луѓето. Но беше многу тешко да се одреди кој од овие цртежи најмногу личи на изразите на лицата што ги правеа, затоа што лицата на луѓето се менуваат многу брзо. Кога и кажав на Шивон дека го правам ова, тај извади молив, уште едно парче хартија и рече дека поради ова луѓето веројатно се чувствуваат многу. Потоа се насмеа. И така го скинав првото парче хартија и го фрли. И Шивон ми се извини. А сега кога не разбирам што зборува некој, го прашувам што сака да каже или си одам. И извлеко вилата од кучето, го крена по раце и го гушта. Од дупките каде што беше пробудено со вилата му течеше крв. Ги сакам кучињата. Секогаш знае за се што размислува едно куче. Има 4 расположенија: среќно, тажно, налутено и сконцентрирано. И кучињата се верни и никогаш не лажат, бидејќи не можат да зборуваат. Го гушкав кучето 4 минути, додека слушна врескај. Го кренав погледот и ја видов госпоѓа Ширс како трча код мене од дворот. Носеше пижами и куќна наметка. Ноктите на нозете и бела лакирани со светло-розова боја и немаше обувки на нозете. Таа викаше: "Што ли му направи на моето куче?" Не сакам кога луѓето ми викаат. Се плашам дека ќе ме удрат или ќе ме допрат и не знам што ќе се случи. "Пушти го кучето!" викаше таа. "Пушти го кучето да му се сневиди." Го спуштив кучето на тревникот и се вратив 2 метра назад. Таа се наведна. Помислив дека самата ќе окрене кучето, не го стори тоа. Може би забележа дека има многу крв и не сакаше да се изволка. Наместо тоа почна повторно да вреска. Си ги покрив ушите со рацете, ги затворив очите и се стркалав напред, со додека не се најдов свиткан со челото притиснат на тревата. Тревата беше мокра и студена. Ова ми дојде добро. Ова е криминалистички роман. Шивон ми рече дека треба да напишам нешто што и самиот би сакал да го читам. Обично читам книги за наука и математика. Не сакам вистински романи. Во вистинските романи луѓето кажуваат работи како: "Во моите вени тече железо, со сребро и со нишки од обична кал, не можам да стегнам цврста топаница како оние што не зависат од стимул." Што значи ова? Не знам. Не знае ни татко ми, ни Шивон, ни господин Живонс. Ги прашав. Шивон има долга руса коса и носи очила што се направени од зелена пластика. А господин Живонс мириса на сапун и носи кафеави чевли во кои има по околу 60 ситни кружни дупчиња.
но ги сакам криминалистичките романи. Затоа пишувам криминалистички роман. Во овие романи некој мора да открие кој е убиецот и потоа да го фати. Се работи за загадка. Ако загадката е добра, понекогаш можеш да го откриеш одговорот уште пред крајот на книгата. Шивон рече дека книгата треба да почне со нешто што ќе го привлече и задржи вниманието на луѓето. Затоа почнав со кучето. А почнав со кучето и затоа што тоа е нешто што ми се случи мене и затоа што ми е тешко да измислувам работи што не ми се случиле. Доколку сакате да ја прочитате оваа книга, можете да ја најдете во сите продажни места на литература.